Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате: новинарска екипа на телевизија Полок вчера била физички нападната додека снимале прилог во селото Ѓурѓевиште. Откако судот во Страсбург пресуди во корист на екс-министерот Љубе Бошковски, судењето за случајот кампања се враќа на повторно судење во Македонија. Санкционирани 18 возачи кои вчера не им дале предност на пешаците. Новинарска екипа на телевизија Полок вчера била физички нападната додека снимале прилог во селото Ѓурѓевиште. Напаѓачот бил приведен па пуштен, а ќе се соочи со соодветен поднесок. Здруженијата бараат поголема безбедност за медиумските работници. Закани со секира, навреди и физички напад пријавила новинарска екипа на регионалната телевизија Полок. Според сведоштвото на новинарот Неври Адеми, вчера додека снимале прилог во основното училиште во селото Ѓурѓевиште, општина Врапчиште, едно лице најпрво вербално, а потоа и физички ги нападнало, пошто тие се упатиле кон автомобилот и возеле до најблиската полициска станица. Значи, вчера бевме во село Ѓурѓевиште за да снимиме школото. После објавување на нашата хроника пред еден месец, таа сега има инвестиции и се направи подобро. И ние бевме таму за да снимиме. Се доближи еден човек со кола, седеше 5 минути на двор, додека нашиот оператор беше внатре. И кога излезе нашиот камерманот внатре, тој почна да псуе по нас, да навредува. И доаѓаше до влезот на школа, ме фати мене, ми турка по скалите. И ние почнавме да му кажеме дека не сме овде за нешто лошо, па да снимеме школа како сте направиле инвестиции. Тој не разбираше никако. Отиде да го земе секира. Значи секирата ми беше 5 центин до глава. И пак навредуваше, ние најдовме момент, избегнавме во кола. Тој пак позади нас со кола до село Неготино, значи има неколку 5 километри од таму. Доаѓаше позади нас, ние отидовме директно на полиција, го пријавивме случајот и во ЗНМ и во сите други институции, за да видат со што секој ден гледаме ние новинарите, бидејќи еден прилог 5 минути е еден прилог со што ние секој ден го гледаме со разни луѓе. Полицијата вчера го лишила од слобода напаѓачот, разговарано е со него и е пуштен, а во координација со јавен обвинител ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Новинарот Адеми порачува обвинителството да преземе соодветни мерки, за да не се повторуваат вакви случаи. Не сакам на некој друг колега да му се случи, а за да не му се случи овој настан, треба обвинителството да реагира, да не ги заборава во фиока овие случаи, но и итно да најдат решение и додека законот е во фиока на парламентот и тоа да се донесе многу побрзо. За овој случај преку соопштение се огласија од Сдруженијето на новинари на Македонија, поздравувајќи ја брзата реакција на МВР за приведување на напаѓачот, при што порачаа дека заштитата на новинарите и нивната безбедност е предуслов за информирање на граѓаните, посебно во мали средини, со цел да постои поголема присутност на теми кои се од локален јавен интерес. Нападот најостро го осудија и од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со порака дека навремената и соодветна реакција на надлежните институции е клучна во разрешувањето на случајот и за превенција на вакви и слични појави во иднина. Комисијата за заразни болести денес одржа пресконференција во врска со моменталната епидемиолошка состојба во земјава. Од утре започнуваме со скрининг во основните училишта, каде што бројката на новозаразени е зголемена. Во средните училишта таква состојба немаме. Таму за сега епидемиолошката состојба и согласно извештаите на Институтот за јавно здравје е стабилна. Меѓутоа, загрижувачките бројки кои што ги добивме од основните училишта беа аларм да индицираме и да аплицираме еден ваков скрининг кој што ќе ни покаже каква е трансмисијата во основните училишта. Веќе од утре, како што најавив,
обезбедени се тимови на здравствени работници кои што ќе го спроведат скринингот и кои што согласно методологијата што е утврдена ќе ги соберат податоците, истите ќе бидат доставени на анализа на Институтот за јавно здравје и епидемиолошките служби со цел да се обезбеди статистичка обработка на истите и да добиеме реална слика за тоа како се пренесува вирусот во основните училишта. Од денес препораките за лекување на COVID-19 за кои што многу зборувавме во изминатиот период се достапни на сајтот на Министерство за здравство и се достапни за сите лекари вклучени во лекувањето на COVID-19. Во некое претходно излагање јас кажав дека препораките кои ги викаме некогаш и протоколи се постојат, се достапни, но имавме проблем со нивната дистрибуција. Денес со обелоденување нивно на сајтот на Министерството за здравство и споделување на информацијата до сите лекари, ги правиме достапни информациите базирани на докази со цел да направиме, да овозможиме еден поусогласен пристап до сите пациенти со COVID-19. Епидемиологот доктор Драган Даниловски во гостување на телевизија 21 посочи дека пикот на бројот на случаи од COVID-19 поминал на 23-24 јануари, додека пак на смртните случаи бил на 3 февруари. Тој додава и дека COVID сертификатите треба да се укинат, бидејќи, како што рече тој, цвета бизнисот на фалсификати. Па да, пикот на бројот на новите случаи помина веќе на 23-24 јануари. Некаде во почетокот на февруари, 3-4 бројот на смртни случаи, опаѓа и бројот на хоспитализации. Сето тоа зборува дека полека епидемијата на корона кај нас полека стивнува, имаме еден континуиран тренд на опаѓање. Па бројката од 40 и нешто посто е официјална бројка на вакцинирани. Меѓутоа, од епидемиолошка гледна точка важно е колкав е бројот на вистински имуни особи кои што такви станале, значи отпорни врз основа на прележување и на вакцинирање. И јас тврдам дека тој број, тој процент е некаде преку 90%, зашто инаку не може да се објасни овој надолен тренд на пандемијата, односно епидемијата кај нас. Околу мерките, мислам дека треба подитно да се укинат сертификатите за вакцинација, затоа што знаеме дека вакцините не штитат од заразување, баш кај што света бизнисот со фалсификати, нели? Неприфатливо е со една стручно неоправдана и безсмислена мерка, како што се сертификатите, сега кога го имаме Омикрон, да се инсистира да се зголема опфат со вакцинација. Мислам, тоа е безсмислено. За тоа да се постигне, то требаше од самиот почеток на пандемија да се оди со агресивна кампања во сите медиуми за улогата на вакцините. Вака останаа луѓето без информации и нормално веруваат на теории на заговор. Инаку има една друга работа, сега се промовира мерка тестирање по улици, земање крв на граѓани. Знаете, јас сум професор и по епидемиологија и по статистика. Тврдам дека методолошки тоа е сосема аматерски поставена мерка или кампања. Тоа така не се прави. Заклучоците што ќе ги добијат можат да си ги употребат, евентуално да си напишат некој труд, меѓутоа тие ќе бидат неупотребливи како основа за дизајнирање и планирање на противепидемиски понатамошни мерки. Откако судот во Страсбур пресуди во корист на екс-министерот за внатрешни работи Љубе Бошковски, судењето за случајот кампања се враќа на повторно судење во Македонија. Според Бошковски, случајот е монтиран процес и очекува ослободителна пресуда. Случајот се однесува на апсењето на Бошковски пред ресторанот во Деница под сомнение за нелегално финансирање на изборната кампања. Она што моите бранители и јас го тврдиме од самиот почеток, дека се работи за монтиран полициско-политички процес, се потврди со пресудата од Страсбур, пресуда која иницираше враќање, повторување на постапката. Не се работи за подкуп, се работи за должничко-доверителски однос помеѓу мене и
НН лице или како сака обвинителите да го прикажат и како заштитен сведок. Мислам дека овој процес во оваа фаза во која се наоѓа денес, во изведување на докази, ќе се заврши на крајот со ослободителна пресуда и ќе се исправи една неправда која за жал со моите 5 изминати години во затвор не може со ништо да биде надокнадено. Пронајдена марихуана, инцидент во Голема Речица. Следуваат деталите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Вчера вечер околу 22 часот и 10 минути на улица Илинденска во блок 87 во Тетово, полициски службеници лишиле од слобода двајца 21 годишници од Тетовско Горно Седларце и 20 годишник од Тетово, затоа што при преглед им била пронајдена марихуана. По целосно документирање на случајот против нив ќе следува соодветен поднесок. Вчера во 14 часот лишен од слобода бил 35 годишник од Тетовска Голема Речица, затоа што околу 13 часот во деловен објект на 62 годишник од истото село му барал пари за наводен долг, му се заканувал со огнено оружје и оштетил и дел од инвентарот во објектот. Се расчистува и документира случајот, пошто ќе следува соодветен поднесок. Ноќеска 15 на минути по полноќ 39 годишникот Тетовски Челопек во СВР Тетово пријавил дека околу 18 часот и 15 минути на улица Браќа Миладинови во Тетово бил физички нападнат од 43 и 48 годишникот Тетово, а поради нивни нерасчистени должничко-доверителски односи. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот и на двајцата пријавени ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Вчера околу 11 часот и 40 минути 33 годишничка од Гостиварско Дебреше во СВР Тетово пријавила дека 10 на минути пред тоа во дворот пред нејзината семена куќа во Дебреше била нападната од едно машко лице кој барало пари и кое со остар предмет и нанело повреди. Се расчистува и документира и овој случај. Санкционирани 18 возачи кои не давале предност на пешаци на обележани пешачки премини. Контролата е спроведена на подрачјето на СВР Тетово. Вчера од 8 до 13 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена е контрола на возачи кои не даваат првенство, односно предност на пешаците. При контролата откриени и со соодветни поднесоци биле санкционирани 18 возачи, 11 од Тетово и 7 од Гостивар, кои не ги пропуштиле пешаците на обележани пешачки премини, а биле санкционирани и 8 други видови сообраќајни прекршоци, 6 во Тетово и 2 во Гостивар. Вакви контролни активности планирани се и во следниот период со цел да се придонесе за натамошно подобрување на вкупната безбедност на пешаците во сообраќајот. Вчера исто така продолжиле и континуираните активности за поголем ред и безбедност со паркирањето во Тетово. Вкупно санкционирани биле 15 непрописно, односно погрешно паркирани возила, кои се подигнати од ПАЕК службата, бидејќи го попречувале нормалното движење на другите учесници во сообраќајот. Санкционирани биле и 3 возачи без возачки дозволи, кои управувале патнички моторни возила.
Овде ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.